Почитувани гледачи, добра вечер. Петок, 21 часот, подкаст Радар. Станувам неизбежен во време со Циркостов. Да, ќе се дружиме, ќе разговараме, ќе анализираме, ќе дебатираме. Сигурен сум вечера нема се расправам. Имам гостин кој едва и 2,5 дена го познавам. Ама од кога го запознав, одлучи веднаш да го канам во емисија. Так, го знам од порано од јавниот, општествениот и политичкиот простор и сцена. Сум го гледал на едни политички ноќни променади, убаво си права таа една екипичка, добро, заспи ако можеш. Ама пред 2 дена има прилика да го запозна. Станува збор за господинот Раби Седрак, гледам да не сгрешам. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Ајде, здравиво, добро ни дојде. Благодарам. Како си? Добро. Добар. Вака, ја знам за него дека е аналитичар. Од нешто што имам овде ставено на хартија, а тоа е негов есеј. Не е колумна, ова е есеј за Македонија, за дали бугарите во уставот или не, дали е стратешка грешка или не. Видов дека многу ја сака Македонија, дека да не речеме заљубе во Македонија, ама има и друга причина, една приватна. Побавата половина му е македонка. Така да има и мотив. Раби, ќе бидам коректен и ќе молам представи се ти, иако ти си позната македонската јавност, ја одма отидов на ти, нема да ми замериш, се надевам. Представи се колку време си овде, од каде си, што работиш, така надаму и да почнеме да си разговараме за отворените прашања во македонски контекст, балкански контекст, европски и светски контекст. Да. Повели. Ја тука дојдов во Македонија од 2012 и тука се работев еден период во областата на државни реформи, на различни проекти во регионот со Србија, со Босна, со Косово, во се региони и имав чест исто тука во Македонија во одредени институции имав соработка и после тоа се пременев во институтот тоа што моментално каде сум, во институт за стратегиски безбедносни студии и фактички почнаме да работиме на темите што да кажеме да даваме малце или да почнеме да ги гледаме од друга перспектива. И ова го кажувам не сега ќе ми опростите малце јазикот, знаете дека не ме мајчин јазик и за да можам да артикулирам и да изразам. Има дел од решаваните на проблеми, дали регионалните, дали во Европа, тоа со Македонија, да имаме ние кадар, имаме способен кадар и се со високо образование, со искуство, ама за жал искуството во subject matter или искуството во предметите што Македонија настрада од нив или има проблем со нив, овие предмети за жал ги нема во Европа. И сега ќе вравам пример за да биде јасно исто на гледачите. Значи, кога стана збор да разговарање за идентитет или за историја, вие да земете и најдобриот политиколог во Македонија и да има докторат од Јейл или од Оксфорд или од Кембридж и да има работено цел живот во Европа, ова му дава академска, да кажеме, тежина, но во праксата ја нема, искуството го нема. А ние тоа искуство го имаме. Го имаме затоа што сме работеле, живееле, експериментирале овие проблеми во други држави, во Африка и во Блиски Исток, каде овие проблеми се, да кажеме, евидентни и присутни на секојдневна основа. Секој ден ги има тие проблеми. Искуството или теренското искуство во овие држави, мисливме дека ова ќе дава уште една димензија, да не биде само академска или политика, на темата, што ќе помага и ќе возможува, да кажеме, решението на проблеми на друг начин. Еве, може најскоро нешто, еве, проблемот со Бугарија. Да. Проблемот со Бугарија, ова е многу сличен проблем, како проблемот што го имаше помеѓу Сирија и Либан на времето. Либан и Сирија биле голем дел во историјата како иста територија, слична територија. Ама кога дојде Франција и одлучи тогаш да ја ослабнува Отоманската империја со креирањето на две држави како Либан и Израел,
една еврејска држава, една христијанска држава, за да ослабнува Отоманската империја и да ги дели на северниот дел и јужниот дел, почнат овие проблеми да дојдат на површина. И сега има луѓе што они цртале буквално границите и кажале еве од денеска ова се вика Либан. А порано не се викаше вака, ова се викаше L'État du Grand Liban. State of Greater Lebanon, каде имаше делови дури од Сирија. Ова знаеме сите дека е измишлотија, исто како Израел е политичка измишлотија. Ама како успееле да создават идентитет и да создават своја култура, својата традиција и својата историја, ова е пример од каде можеме да научиме исто да го направиме тука. Тука не стана збор да кажуваме дека во Македонија нема историја, пак треба да ја измислиме. Ја ви правам екстремен пример. Има и премногу историја. Екстремен пример како Израел. Израел пред 1948 немала историја. Историјата на Израел е во Библијата. Да. Денеска никој не може да ја спротивува на Израел. И ние сега збориме само за тактики, техники, процедури, TTP во наука се викат, и тие да ги имплементираме тука кај нас, за да можеме да се исправиме со проблемите што заради немањето теренското искуство или реалното искуство од политичари во изминатите години кои ни доведува во таа ситуација, за да можеме да решаваме тој проблем. Ми прави посебно задоволство еден израз ја при крајот што кажа тука кај нас. Значи ти толку си соживеан со Македонија и како те запознав, кога поразговаравме онај ден во Киев, видов дека ја чувствуваш така на вистински начин Македонија и верувај ми, редок пример на човек си што вакви чувства покажа. Иако многу се залюбеници во Македонија, ама доаѓаат и си одат. А еве ти живееш, екзистираш во Македонија, создаваш фамилија. Овие поучни примери што ги кажа, заклучувам дека ти подолго време си навлезет во проблематиката и прашањата што ја тиштат Македонија, ама ќе те прашам нешто интимно. Од години што даваш стручна експертиза на неколку полиња во Македонија, како си задоволен од нас македонците? Ние сме малку инертни луѓе. Прифаќаме стручната експертиза, не прифаќаме, тврдоглави сме, не сме тврдоглави, сакаме промени, имаме страф од промени и те молам искрено одговори ми, бидејќи јас мислам дека не сме баш најдобро настоими на овој план. Еве ќе те предизвикам. Ова прашање беше поставено еднаш, ама не, навистина, види, македонците се имат интуиција или имат нешто така. Или го сакат тој што е пред нив, или не го сакат. Ако го сакат, очи ќе му дават. Значи, до смисол, ќе му одварат и дома, и ќе го поканат, и ќе го викнат, се ќе му дават. Ако не го сакат, природно ќе го мразат. Ама буквален збор ќе го мразат. Па ќе би рекол, ќе го игнорираме. Ама ќе кажам, ќе го мразат, затоа што... Иако има и такви случаи. Не, знаете како гледате од надвор, гледате дека зборот го мразам, многу се користи во Македонија. Каде во странство, например, не се користи ова нешто што е, како никој не го кажува. Културата е на повисок. Не за повисок ниво, тоа е искрен израз, тоа е искрено вака. Така или го сака или не го сака. Ама позитивни аспекти може да збориме многу, а негативни аспекти се две работи само. Дека еве, малце не работиме доволно, да кажеме. Сосема сум задоволен одговорот, продолжи понатаму. Кажеме, има некако видна мрза генерално, сакаме секогаш некој да ни решава проблемите, некој да ги ни права работите, ни ова и гледаме во тугиот двор, гледаме така почесто. Да, и делот што конечно после толку години го разбирав да му умре козата на комши или како се вика, стара болка. Стара болка. Не, генерално од фолкот и од изреките, од вакви раскажуваат и кажуваат многу за народот од типот, сега сериозно да зборувам од типот, знаеш, наведната глава сабија не ја сече, учи сине за да не работиш. Уово се ги проучи. Ама кажуваат и раскажуваат многу. И сега работава за да го можеш да правиш било како вид на напредок, треба да смениш овој наратив. Да. Овој наратив ние го имаме тука. Менталитетот.
Видите, јас секогаш зборувам за начинот. Начинот и во приватните дискусии секогаш кажувам. Начинот на кажувањето на работите, ако малце, знаеш како викаат sugar coating, ако малце го обложуваш така убаво, можеш да стигнеш до што сакаш. Ама ако го кажуваш на груб начин и на вагво, и ова не е лошо нешто, ова е израз на искреността. Они така искрени. Па затоа и патиме ние, историски гледано. Да, и сега, кога стана збор сега за столбовите на државата, дали сега идентитетот, јазикот, историјата и вакви работи, треба малце да бидеме, да кажеме, не агресивни, туку да имаме таа итрина. Кога пркос, не кога покор. војуваме или кога се бориме, треба да има таа итра. И таа итра се гради со години на искуството. И толку да имаме образование, без теренскиот искуство не може да ја градиме. И само така можеме да научиме. Согласен. Прави, ај малку додеме геополитички, геостратешки. Ова недела што е зад нас, се случија две големи средби. Тројцата лидери на трите најголеми светски економски, политички, воени, нуклеарни сили се сретнаа. Најпрвин Трамп со Джи.Пи. Синг, а потоа кинескиот лидер со Путин. За прв пат изјавија, иако ние аналитичарите по долго време тоа го веруваме, дека веќе го живееме времето на нов мултиполарен свет. Во светски рамки, знам дека се произнесуваш на оваа тема тис, во светски рамки јас мислам дека имаме големи поместување, да не речам тектонски. Овде на Балканот не сме свесни како надоаѓа истокот од интеграциите евроазиски, прво азиски, а потоа и евроазиски. Никако да го сватиме БРИКС. БРИКС било вака и онака. Никако да не сватиме прогресот во неколку области на Индија. Не е само Индија. Се стварат некои интересни оски, што ја позитивно мислам, помеѓу Пакистан, Турција, ова војната малку направи проблеми, Саудиска Арабија беше во игра и така натаму. Дали САД го изгуби првото место на прва политичка, војна и економска сила, дали Кина веќе е на исто рамниште со САД, а тука некаде за степеник 2 до 3 е и Русија, најповеќе ради голема нуклеарна сила, а во економијата, па и во политиката не може баш да се мери со Кина и со Америка. Ме интересира твоето мислење, овие геостратешки поместувања, дали си ги обсервираш, дали се согласуваш или пак мислиш дека ќе почекаме малку да се случат тие во вистинска смисла на зборот? Види, ја верувам во ефектот на пеперутка, butterfly ефект. Ја верувам дека заради и сега тука нели збориме искрено и отворено на ова, затоа што нели збориме за демократите и социјал-демократ пред неколку дена и сега еве морам да кажам, заради овие политиките што беше водени во Европа од страната на социјал-демократите, што ја стојам на истиот став, не менувам ставот. Ние дојдеме во таа ситуација. Нашиот најголемот предизвик што ги предизвикува сите овие проблеми денеска во светот е сега еве да не биде 100% констатација, дел од нив е демографските промени и од кажувањето од концептот или од принципот на создавање на семејство и деца. И сега ова може звучи многу, да кажеме просто или звучи многу, ама не. Европа што беше нели главната за ренесанс и за развојот и за многу работи. Европа ја изгуби таа тежина. Зошто ја изгуби таа тежина? Затоа што остарова. Станува стар континент, затоа што има многу мал број на наталитет, затоа што нема веќе народ таму, нема веќе народ. А они од нивните политиките што излегуваат или изворот на овие политики, они знаат дека нема да имат популација, знаат дека ќе треба да земат популација од надвор за да дојде во Европа, и врз основа на тоа имат градено еден систем
тој систем го трансформира и извини, немам друг во мојот македонски вокабулар, немам друг збор да изразам тоа, за да трансформират популацијата во послушници, овци или да кажеме робови на систем. Создадат еден систем, тој систем што го создават, немат искуство теренското, тоа што го зборев на почеток на подкастот, за да може да предвидуваат одредени ситуации во функционалитетот на тој системот и тоа ќе дојде на површина уште може наредната година. Еве како сега системот на влез во државите на тоа. Ја имав среќа да работам на ВИС систем, тоа Visa Information System се вика. И сега и можам многу тој ETIAS што они го имат новиот систем, можам да предвидувам што ќе се случи проблем следната година. И сега они создаваат ваков систем што се да биде автоматизирано заради неманиот народот. И сега мислам сите гледат тоа во Европа кога патуваат, гледат во супермаркети веќе се автоматизирано, нема човек во бензински станици, во. А ова доаѓа од една од причините беше net zero агенда што они ја имале, за да намалуваат емисиите на карбон диоксид, за да може да нели функционира Европа. Ама они не ја намалуваат, они ја иселуваат од Европа до Кина. И сега, денеска доаѓаш да даваш на Кина ноу-хау, што они се познати не само со копирањето, сега се многу толку иновативни, ја мислам се веќе и оригинални. Да, и ја иселуваш сите емисии од Европа и ставаш во Кина. А резултатот на тоа, со политиката на затварање на нуклеарните реактори од 2019 беше или 2020, со многу вакви слични политики, каде тогаш ние исто предупредувавме дека ќе има проблем со енергетска криза, ќе има огромна. И еве, ја има. И ја има. И со немање веќе енергија во Европа, со нема веќе работна сила луѓе во Европа, и индикаторот на тоа беше иселувањето на полјаците од Бенелукс регионот назад во Полска. Тоа се случи пред 12-13 години. И тој беше големиот индикатор. Кога полјакот се враќа дома да работи или работи блиско до дома, тоа значи погодена економијата. Дека таму кај него е подобро. И сега гледаме ние политиките на Вишеград како се поразлични, да кажеме, од Европа и од политиките на сегашните. Да збориме Вишеградската група? Не цела група, еве може само еве на Полска да збориме, да збориме неколку чекори од Чешка, тоа во однос на мигрантите, во однос на вакви работи. Се вратиле полјаците, после тоа немаја и дојде на крај бизнисите во Европа треба да одберат. Дали ќе одат во Кина, каде има поевтина работна сила, или дали ќе одат во Америка заради поевтините енергенци. Не забораваме. Американските бизниси беа во Кина, направија прогрес и развој во првиот мандат од Трамп се ги врати назад. Тоа да не го забраваме. Не го заборавам. Една од тие фабриките требаше во Македонија да дојде да се одвара, една од тие големите фабрики, ама после одлучат во САД. Така да точно тоа се случува. И бизнисите гледале, биле сега во позиција дали ќе одат каде има поевтина работна сила или каде поевтини енергија. Во Европа не обстана веќе бизнес. Бизнес веќе не функционален во Европа. Нема веќе бизнес environment, работна околина за фирмите да функционират. И сега, да не влегуваме толку многу Европа финансиски е источена, да. Германија се прави многу пари седејќи вака земајки рати и камати од други држави затоа што имат и позајмено пари, и се дојдеме во сегашната ситуација. Сега таа сегашна ситуација, за да се вратам на мултиполарен и прашањето што ги поставивте, се ослабна Европа. Европа веќе стана никој со други зборови, никој не е САП Европа. А кој сега ќе превзема таа улогата на лидерството на Европа? Имаме две сериозни држави во Европа што можат да го прават. Франција и Германија. Франција и Германија и тоа ние ќе го гледаме денеска и го гледаме во наредниот период, затоа што е таа истата битка што беше пред Втората светска војна, а баш дека Втората светска војна беше предизвикувана од страна на Франција, на Англија, не од страна на Германија. Да бидеме
коректни и историски, да кажаме, коректни. И денеска го гледаме тоа во изразот на Германија дека сака да гради најјака војна сила во Европа, гледаме од другата страна. Тоа е опасно. Да, Франција што сака да користи нуклеарниот чадор, така се вика, францускиот. Макрон го нуди, да, за да се спаси. Затоа што единствена суверена држава во Европа е Франција. Другите не се. Англија не може да лансира една ракета без аменот на Америка. За лидершипот во Франција. Како? Немам високо мислење за лидершипот политички. Да, така да забрануваат на политичарка, на лидерка да учествува на избори без разлика која е, десница, екстремна, левица, не е битно, налепени забранија, уставни одсуди забрани по налог на Макрон да учествува на следните избори. Тоа не е демократија. А во Франција се роди демократијата, а се опроба во САД. Практично. Се сеќавате изборите во Молдавија? Ама за Молдавија, Румунија, не сакам да зборувам за или во Романија, изразите што ќе продолжиме да ги правиме избори се додека не го гласаме Франција е нешто многу високо. Кандидат. Да, ама Франција се има своја суета, има својата pride, или да кажеме гордоста или достоинството што не сака да ја повреди. И сега резултатот на тоа гледаме сега движењето на Америка, движењето на Кина како одат. Так. И сега тоа го кажа пред неколку месеци кога зборев. Светот како го гледам? Гледам дека тоа индикаторот беше новата стратегија на национална безбедност на САД. Кога излезе, кажува дека ние ќе се грижиме само за западниот хемисфера. И тоа е порака дека источната хемисфера ќе биде Кина. И НАТО издиша. Да, ќе биде Кина. Ама моментот тука што е, треба да има некоја баба јага, нели? Да ги исплаше другите народи, за да може да слушат. И тоа беше, да кажеме, мала баба јагата. Мислам, не е моје мислење точно, тоа. Не е моје мислење. Баба јагата на Кина е Русија, за да се плаши Европата. Баба јагата на Африка и цело тоа е Израел. Так. И ова го гледам јас дека како е да е така ќе стане, освен интервенцијата во Иран, таа нема доперна точка со големиот план на тој светскиот поредок. Да. Гледам разговори со Трамп, со Путин, со кинескиот, што пазете дека имат горе-доле неколку иста разбирање или исто сфаќање на клучни прашања врзани со општеството. Да сега збориме за пол, машко, женско, за деца, за концепт на фамилија и така натаму. И нормално, овој момент во Европа, каде сите се чудиме зошто Америка се откаже од Европа, ова е затоа што Кина работи 10 години да се без разлика на Трамп и политиката на Трамп, за да стигне до Америка, ќе стигне до Америка преко Европа. И таа е тактиката на Кина. Затоа Кина навлезена во 100 проекти во Европа, за да може да... Они се чекор по чекор. Да. Они се трпеливи. Да. Те молам, најконкретно, ги оправдуваш ли не само финансиски, него и експертиза и војна опрема, преголемите улагања во Украина од страна на... ќе се сконцентрирам само на Европска Унија и на Велика Британија. Вака, го кажав тоа многу пати и тоа уште стои како мој став. Океј. Да бидеме исто и фер во тоа. Генерално, човек што се откажува сам од неговото оружје или неговата финалната или конечната линија на одбрана, доброволно, овој е неспособен човек. Во првиот ден, кога Украина, што беше третата најголемата нуклеарна сила во светот, 96-та, мислам дека, или 95-та, не памтам сега датумот точниот, кога се откажеле доброволно дека ќе ги дават овие работи. Од тој ден веќе немаш leverage, немаш карта за притисок. Немаш. И сега, и нормално, покрај ветувањето дека земјите околу нема да имат аспирации во влезот во НАТО и така натамо, затоа што во еден дел во историјата, дури и Русија сакала во НАТО да влезе, ако памтите. И покрај ова, гледаме дека убеди од самите држави, они да се приближуваат до НАТО и да влагат во НАТО. Тоа ствараше некоја момент на знаете, кога се спремаш за војна, момент ваков, од страната на Русија, ама сите држави, да кажеме, држеле некакво вмерење или вмерен однос со Русија, освен Украина. И кога Украина почна да го потенцира многу
влегувањето во НАТО, влегувањето во Европската унија и така натаму, самиот страв на Русија беше овој дел. И затоа кажав тогаш и уште стојам на тоа. Да. Дека Украина, иако како се борат помеѓу нив, ќе изгуби многу. Она губи веќе. И Русија губи. Луѓе губат. И Русија губи, ама Русија низ историјата, сега тоа што го учиме, они се голема сила е. И прашањата на отпорноста повеќе отколку прашањето да може Русија да напаѓа со нуклеарно, ама сама ќе влезе во војна безпотребна. До ден денеска еве. И ко права тоа, и ја мислам дека на крај ќе биде Киев европски град. Европски не значи дел од Европска унија, ама ќе го трансформирате европски. Мојата, да кажеме, предвидување што уште стојам на тоа, ќе земат некоја слаба држава да биде во бафер зон помеѓу двете. Мислам Италија ќе биде со некоја слаба војска, како Италија ќе ја стават помеѓу двете и ќе креират од Киев нешто како Берлин на времето, ќе биде дел европски каде ќе турат уште пари тамо. Немој зидови, лошо е тоа. Берлин без како зид. заврши. Ама сакав да кажам како западниот дел ќе биде вака, еве источниот дел ќе биде празен без НАТО, без вакво нешто, ама клучната работа тука е бизнесот. Бизнесот. Па уште сега се договарат кој ќе ја обновува Украина. Ама тоа тогаш биле француски и германски фирми. Да. И Англија тука исто влагаше во голем дел и затоа Англија многу пати, 2 пати најмалку го има да не употребувам зборот на Нова Македонија саботирано, туку да кажеме употребува нехрабрувањето на преговорите преко Турција, за да можат они да го терат бизнес as usual таму. Да. Се додека дојде Трамп. И кога дојде Трамп, сега новиот или договараната работа што ги слушаме исто од бизнесмени и од вакви, дека требаше сега Полска, Унгарија и тој група од државите, они да го терат бизнесот таму со некаква видна поддршка на Трамп, ама после он нели се скара со Зеленски и така се случи, така да ќе видиме. Трамп да не постоеше, ќе требаше да го измислиме Трамп, ја мислам. Рави, добро, ти благодарам за овој дел. Да одиме малку на твојот есеј, за кој јас сум прекрасно позитивно изненаден. Ја ти го преименував, го нареков бескраен синџир на понижувања. Ти го имаш употребено таа реченица внатре. Многу убаво си детектирал како нас најпрви Грција не понижуваше, а сега Бугарија остро на секоја кривина не начекува и не понижува. Дали е тоа вистинскиот пат на една држава како Македонија за влез во евроинтеграциите, во Европска унија, гледано од аспект како членка на НАТО? Не треба ли малку поголем респект овие уценувачки членки на Европска унија кои се на дното на скалата по сите параметри, економски, политички, воени, социјални, финансиски и така натаму, да не го прават тоа што ти убаво си го во неколку чекори фази објаснил. Тој синџир бескраен на понижувања, ние сакаме да го прекинеме. Ова власт, гледам, го прекина. Опозицијата безобразно тоа го спинува и кажува глупости. Народот знае кому да му верува. Ме интересира, така, во мојата емисија, во мојот подкаст, оде да го објасниш ова, нашите гледачи да видат едно размислување на човек кој во суштина не е македонец, ама се однесува, размислува на многу високо македонско ниво на размислување, пишување. Фала ви, не заслужувам јас овакви зборови. Тоа ние ќе го кажеме дали заслужуваш или не. Работава дека и тоа е гледањето од друг агол на работите. И сега, ние секогаш гледам, еве, спомнав, мислам дека или не сум спомнал тука или спомнал за Грузија, за Ерменија. Спомнуваш, како не, за Молдавија. Имаш. Значи, Либан, компаративно. Моментот кога треба да научиме една работа, дека државите што немат Либан, Грузија, Ерменија и Молдавија. Државите што немат leverage тука, го кажувам и во,
да кажеме, позитивна конотација и во лошите конотации. Значи, ако немаме ние снимки тука во држава против некој политичар во ЕУ, па ние џабе не правиме ништо. Како Израел може да тера се што сака во цел свет, а никој не може да испротивува. И тоа се вика користењето на конвенционални и на неконвенционални начини на средствата за да се стигна до целта. И таа не е наша работа, тоа работата на институциите што треба до сега да имат развиено вакво ниво, да кажеме, на функционалноста. И сега, малите држави или државите што немат левредж, тоа ми е тоа, затоа што ја не верувам дека Македонија е мала држава, особено дека е поголема од Израел, например, поголема од Либан, поголема од многу други држави. Не, ја поинаку мислам. Да. Најголема според името историјата и така. Ако, ама сакав да кажам дека сите што биле, Затоа сите се грабат. сите што биле прифатени на дворешен притисок за внатрешни промени, ништо не добиле. Гледаме денеска Арменија каде, гледаме денеска Ливан каде, гледаме Грузија каде, гледаме сега да луѓето нека одат таму, нека видат сега реалноста, не само зборовите интернетот се секаде. Молдавија. Како е и сега? Ние во 94-95 мислам тогаш се смени знамето на Македонија, нели? Знамето на Македонија. После тоа дојде некој да те смени внатрешниот историскиот наратив. А после тоа дојде некој да те смени уставот во во два моменти, може и повеќе, сега не ги познаваме сите. Па после тоа во промената на името на државата преку, извини, вака едно прашање што мало дете сега сваќаш дали си го сакаш како се вика кафаната што е пиеш кафе ако одиш на кај сотерна емисија. Тоа дали си за влез во НАТО? Не памтам, некој многу глупаво беше прашањето. Па затоа го доби од народот тоа што го доби. На ова и преку вакви со случувањата и сега ја како можем да гарантирам дека ако јас ги ставам, значи да кажеме уште еднаш, јас сум против поставните измени и ставањето на бугарите во устав за причини што не сум ги напишал во таа, за причини што не сум ги напишал тука. За други причини ќе ги збориме ако сакаш. Инаку јас сум против тоа, но како сега можам ја да гарантирам ако хипотетички го смени во уставот, нема да дојде утре некој да му текне нешто друго да смени. Сигурно ќе му текне. Не можам да гарантирам. Од 95-та година наваму им текнува се. Да. Ама ти некому му отвараш очи и вака велиш, надворешен притисок огромен. Внатрешна кохезија слаба, а се однесува на историскиот идентитет. Како верави ти човек кој си дошол овде, си успеал ова да убаво го детектираш, некои наши луѓе кои наназад 7,5 години не владееја, сега се во опозиција не може да го приметат тоа дека ова тријада, ако не ја направиме како што треба, да ставиме граница на надворешниот притисок, на трешната кохезија да издигнеме највисоко ниво, бидејќи ни е на многу ниско, за да си го спасиме историскиот идентитет, дека нас ке не нема. Сега, ти тоа си го воочил, овие од опозицијата не може да го воочи. Срамота. Ова е помогни ни. Објасни им. Ова е дел си сведува на наивноста, другиот дел си сведува за немање искуство. Кога напишеле договорот... Ја мислам има и трето. Лукративност има малку, има сребролюбие и така. Натаму, ама еве, во тој дел не те закачка. Па некој за пари ни направи голема штета. Па тоа е во Македонија, тоа што не можеш да го купиш со пари, можеш со повеќе пари. Па видиш како се го научи. Не, да, ама не, ако збориме сега на делот на вакво, да ги фатиме сите. Сега првото моментот на договорот на Преспа, генерално како договорот. Тој договорот на Преспа не може ја да имам 10 забелешки, комшиката да има 15 забелешки, комшиката што не работи ни политиколог ни ништо, наши академци што водат по 25 и по 30. Значи, сакав да кажам дека со толку на сите нивоата на, да кажеме, на образование
Значи, и тој што не образован доволно, тој што е образован, тој што е академик, тој што има искуство во политиката, кој нема, сите констатирале недостатоци и делот на coercion, фактички заканување или оценување во договорот на Преспа за овие работи, а тие што го напишале, не можеле да предвидувале дека, например, ќе предизвика вакви проблеми што ги имаме денеска. Тоа значи, или си наивен, или си немаш искуство, или си платен за да го правиш. Го правиш вака. И сега, ние замислете договорот со Бугарија да немаше делна заедничка историја. Тоа си го научив јас од еден професор по историја. Да има дел на тоа заедничка историја. Тој да не постоише во договор, нема да има основа зашто да одиме да ревидираме ние учебнице кој е тој. Заедничка историја, јако многу веруват дека има, ја верувам дека немаме со Бугарија ништо заедничко од тој аспект. Може да имаме заеднички фигури, заеднички ликови, може да има заеднички настани. Заеднички екзистираме на Балкан. Настани. Може ама немаме ништо заедничко со нив. И сега, не можам значи и ова пак ја не сум експерт по историја, не ми замерувајте на моите да кажеме историски информации, ама не може некој ако се вика на пример Камен Пламен Аспарух, што има врска тоа со Александар, со Филип, со Драган и со кога. Сакам да кажам, ако гледа некој не од Балкан, ако го гледа, како го дефинираме тоа? Го дефинираме со храната, нема ништо заедничко. Сега да не мешаме заедничките турско работите што доаѓаат од отоманското време, ова е друго. Ако има, например, вид од некоја диш или храна, не збориме ние за тоа, збориме за етно работи, збориме на работите што идентификуваат македонскиот народ од другите народи. Ама и тоа не е проблем, затоа што се е до пристапот и како да го презентираш до народот. Денеска, ако го презентираш тоа, или ако го изложуваш, или ако го раскажуваш, наративот, ако наративот ти е етнички наратив, нормално дека ќе се гледа тоа како нешто, па стави ги бе во устава, еве сите срекни и толку. Ама не. А живееме во демократија, треба демосот да ни е напред. Демос, кратос. Да, и тоа имаме забелешка на тоа после, ама сакав да кажам дека тој проблем представуван на многу грешен начин од пред да се потпишува договорот на пријателството со нив, зошто тогаш они не слушале анализи што ние сме ги направиле тогаш, например. Така им одговара. Не сваќате како и сега. Кога тие влегува во Европска унија, направивме ние исто таков договор и признаа дека немаме проблеми. Да. Меѓусоседски. Бугарија. А сега види што ни прави. Од создавањето на Македонија од Југославија не прифаќаат, ниту не го признават македонскиот народ. Ама народот македонскиот никогаш не заборава добрите моменти што ги имат бугарите и затоа кажуваме тоа за антибугарскиот наратив, тоа го нема. Македонскиот народ признава и благодарен е и среќен е дека Бугарија е првата држава што ја признава Македонија. Македонскиот народ е среќен кога Бугарија интервенираше како држава. Да помогна. Тука можеш да разликуваш, да ти кажам. Ги разликувам, ќе дојдам на тоа. Сега да кажам моментот кога во енергетската криза кога помагаше даваше нафта. Ама како држава. Ама никогаш не признаваше Бугарија македонскиот народ и јазик. Една версус ситуација. Видиш кога Бугарија, Грција, Полска и не знам кој све има спомнато, видиш кога бранат име, идентитет, јазик, култура се патриоти и тоа е патриотизам. Кога Македонија се обидува тоа да го направи како членка која партиципира за влез во Европска унија и се префрлува екстремизам. Многу добро си го примител. Што правиме со ова лицемерие, што правиме со ова первертираност на вредностите, за членовите на Европска унија е патриотизам, а за кандидатите, поточно кандидатот за Европска унија, во случајов Македонија е екстремизам, дури некои велат радикализам или не знам што. Ова ќе доаѓав на тоа. Не, ако јас морам да те провоцирам позитивно. Не, делот на ова што го кажувам, македонците спрема бугарите, македонците не ги мразат бугарите. Сакав да кажам дека
знаат кога Бугарија еве се рекни направо НАТО подаваше поддршка и се. Ама никогаш во модерната историја на Бугарија никогаш не признаваше ни македонскиот народ, ни македонскиот јазик, ни македонската црква, ни Има еден мал дел. Во ред. 46-та, 48-та, кога имаме додека се скара Тито со Сталин. Така. Сега и тоа тоа беше нешто така благо дури се дојде и до федерација, конфедерација. Да, не, го памтам тоа, сум го читал, интересен момент е, ама после кога се скарал Тито со Сталин, и тогаш се смени риториката. Во неповрат. Да. И сега они си имат нивниот и свој наратив за антибугарско тамо и формирањето на Македонија и така натаму. Но од другата страна, и ова исто го научив еден познат професор во историја во Македонија, на делот он го напиша многу интересно, каде прави исто компаративна анализа на тоа со, например, Норвешка и Данска, Шведска и Финска, во тие моменти, каде има напишано, и тоа докази има, како самите бугари во нивните записници и ова идентификувале македонците кај нив, дека овие луѓе се македонци што живеат во овој дел. Така да, ова е реалноста. И сето тоа го кријат сега, да знаеш. Дефинитивно го кријат, ама ние... По нивните архиви, да, музеи, да, се е скријат. Да, ама убавата работа тоа што не можат да ја кријат... Ама народот памти. Не. Има докази, има книги, ама на француски, на славотурски, и треба да седиме, да ги вадиме овие. Јас од време на време објавам делови од вакви книги, каде пишуват вакви работи, и да дојдам до еден заклучок, еден прост пример, еве на публиката да го гледа, Аустрија и Германија. Да. Аустрија е држава каде зборат германски. Дали се идентификуваат аустриците како германци? Не. И ако му кажуваш вака се налјути аустријецот, ти кажува не сум јас само го користам јазикот. Тоа користи ист јазик. Камо ли сега во ние што не сме ист јазик? Например, бугарскиот јазик, еве ја можам да го преметам затоа што сум странец. Ние тука во Македонија кажуваме, пак ние во Македонија. Ако валда ти книгата, книгана, книгава. Женава, жената, женана. Со тие три, тоа го нема во бугарскиот јазик. Например, така да се различни. Одите во арапскиот свет, ке гледате ова. Ама дали низ историјата некоја држава се скара слични, ама не исти. Не, затоа што дали се скара никогаш Саудитска Арабија со Египет или Имаратите со Либија, дека од тука потекнува арапскиот јазик или од таму, никогаш. Така да. Да. Зборуваш и даваш патоказ вредносен, па дури би рекол и етички, дека признавањето треба да биде со почитување. Мора да биде взаемно. Сега, ние никој пат против бугарите не сме, против нивните политики, да, јас сум прв против, а они нон-стоп негираат се без малку. Се што е македонско, само не и државата. Дали си оптимист дека бугарите некој пат ќе ги исчепкат, морам вака да бидам провокативен, ушити ќе го чујат во фон ова, дека ни треба признавање со взаемно почитување. Јас тебе, ти мене. Секако... А тоа цивилизираниот свет го прави. Секако дека така. Верувам, не верувам, не можам то стереотип да кажам дека цела Бугарија е таква. Сигурно како што има во секоја држава. Званичната политика е, ја не зборам за народ. Да. Народот е феноменален, значи стварно супер е. Ние сите патуваме, одиме во Бугарија, во Грција, одиме во пријатели. Мене ми се случи лично, одам во Грција и ова познат сум по тоа дека кога одам во Грција ме прашаат од кај си, кажам од Македонија да видам ефектот како ќе биде. Ја бе во Делево во Грција што не ни знаат каде е Македонија, тоа се зачудив јас многу од вакво нешто. Така да гледам дека истата слична на тоа со Бугарија го има само во северниот дел од Грција. Инако јас верувам дека е тоа што моментално ние го правиме во Македонија, ама
нема многу тешко да се излезе, и тоа секогаш го кажувам. Не може председателот на држава или премиерот на државата или министерот на надворешни работи да излезе секој ден да објаснува сега деталите он што планира утре да прави. Значи, и ова делот од детрината што ја зборувам. Значи, прво што го правиме, ние правиме нешто што вика decoupling, одвојувањето на проблемот, да не биде представуван како етнички проблем, да биде представуван како проблем, ама не етнички. Тоа првата. Секојдневен. Да. Тоа во работата да и животот. Извади делот на етниката, затоа што сите знаеме дека сите што се идентификуваат како бугари тука, никој од нив нема никаков вид од проблем. Не сум чул дека прво не сум запознат со никој. Толку мал број што никому не представуваат проблем. Добро, во нелегалниот попис кажале дека 3500, тоа беше неточен попис. Ама сакам да кажам, не сум се сретнал јас со никој македонец од бугарско потекло каде се жали од нешто што е суштинско. Така да тој проблемот е презентиран вака за да лесно проаѓа кај народот, е лесно да го гласат и да ти кажат ајде ставај ги во преамбулата и заврши работа. No. Така да првиот чекор да се извади етничкиот дел од тоа. Вториот чекор е да се решава тој проблем на тоа што го прават моментално во владама, сега нема детали тука, да се оди по европски начин на дефинирањето на идентитет, а не по балкански начин. И тоа го нагласувам, тоа е многу убаво. Ова е многу важно. Затоа што ние треба да гледаме како направиле државите што ги спомнам, да не ги повторувам пак. Како направиле помеѓу нив за да може да излезе идентитетот и да се формира на таков начин, а не на балкански начин каде имаме германска матрица и имаме француска матрица. И двете се окей, нам ни сугерира бугарска, балканска. Сега ние сме изгорени во уставот кога го направиме ние на времето и сега треба да се научиме лекцијата и сега нема да одиме по балкански наративи на работите. Ние можеме да имаме заеднички љуѓе, може да имаме како карактери, да кажеме дека тој човек добро е македонец, ама беше таму, живеел таму, учел таму, пораснал таму. Ба јас сум. Ја не сум македонец. Може ја утре да бидам политичар во држава. Може после 5 години може, нели ми овозможува тоа уставот, да станам председател. Се што е работата, ќе дојдат, ќе кажат, па тој не беше така или го пратиле од таму, он да биде председател и така натаму. Така да треба тој наратив да се смени. И последно тоа што сакав да го спомнам, делот на оцените или оцените или притисокот или левереджот или било што за против се што може да биде македонско или нешто. Ќе правам таа паралела со Израел. Нели Израел, рековме, од 1948 се формира. Пред тоа немала историја. Историјата на Израел е во Библија, во Стариот Завет. Немаат ништо историја. Одлучиле денес дека овој телефон ќе биде нашиот символ, ова чашка ќе биде нашата котова арма или грбот и ова ќе биде нашата химна. Па тоа од денеска. И сега јас се развивам алатки, леверидж да ги имам, за да ги бранам овие 3 столба што јас ги ставив таму. И јас тука правам исто, јас правам state building, јас се градам државата. Затоа што државата колку млада е, 30 и кусор години. За Македонија 35 години. Изгоревме многу, зборам како политички субјект, не зборувам како историски тоа, зборам како политички субјект. И денес како градам јас тоа. Ги градам, имам темели, столбови и така натаму и треба сега да ги бранам. Многу конкретно. Цивилизирано ли е на некому да му речеш ти припаѓаш на вештачка нација, ти припаѓаш на нација што Коминтерната ја создава, ти си нација која Тито ја создал. Се не сакам да навлегуваме како се создадени нациите, ама секоја нација е на некој начин создадена. Ама ние никому не сме му рекле кој каква нација е, за нас се такви какви што се и како што се декларираат. Со кое право, рабите молам да ми кажеш, бугарите велат дека ние сме вештачка нација? Каде го црпа тоа право? Во меѓународното право, меѓународните односи, во Обединетите нации, во некоја повелба или се вака провоцира? Вака, тоа е како човек што прави були на некој друг. Да. Свакате, и тоа најгрд були. Тоа були. И сега, були како се решава? Сега имаш различни школи во тоа.
Има школата на тоа што одат кај психологи, кај логопеди, кај тоа. Имаш другата школа, тие што за жал ние сме добиле голема доза тука во Македонија од социјалдемократски начини, што каде го пуштат детето што му се случи булингот, тој оди да е психолог. А тој што направи булинг не оди. И има третото школо да го елиминираш тоа што предизвикува ваков вид на булинг. Значи, или го преместиш дете од друго школо, да не сакав да кажам да унишиш држава, друго сакав да кажам, или и тоа. И сега, ние сме пробале. Еве, ние од 91-а, нели, независна или 22-а, сме пробале, еве, првиот период бевме оценети, знаме, менјавме, уставот менјавме. Све што можеш да смени. Бен through сме биле низ многу работи. Надворешен притиск. Не успева. Па сега време да користиме други начини. Тие другите начини ги користиме со стварање на нови пријателства, стварање на стратешки пријателства, стварање на лоби за нас што може да лобира за нас. Не со било кој тоа. Не со било кој, ма тоа со памет се прави, со стратегија, тоа не е закажувани во емисии, тоа се прави зад затворени завеси. Не, кога се заврши, зошто не се каже? Јас сум против да се каже воопшто, затоа што резултатот треба да се гледа и на крај да го правиме. Не етичко, не убаво, не убаво, ама државите го прават затоа што можат да го прават. Да. Но ако дојдете на еден израелец да му кажувате дека државата негова твојата е вешташка држава, нема да се љути. Чекај, нема да се љути. Он нема да се љути. Ке те се насмее. Ако дојдете на еден либанец, исто му кажувате, па твоја држава е вешташка држава. Ама де факто се вештачки се со линиерна цртани. Ти насмее. Ама после кога ќе се одиш од другата страна, он ќе се најде начин и ќе го реши тој проблем. Тоа сакав да кажам. Да. Така да има изрека многу убава, на француски, bien que le dernier, ќе се насмее многу тоа што ќе насмее на крај. Да, кај нас се кој се смее на крајот, најсладко се смее. И сега, ние тераме одредена нели стратегија кон овој моа, нека кажуват што сакат да кажуваат. На крај после ќе се реши тој проблем. Затоа што не може, е недозволено, не може на суверена држава да биде незиниот влез во ЕУ условено со откажување. Пази, условано. Сега ја тешко мене да ти на македонски. Не, убаво кажуваш. Условано со интерпретација на туѓа држава за мојата историја. Па тоа е. Сега, сакам да го кажам дали е тоа цивилизирано, дали е тоа европска вредност? Не. Ма сега види, ја последните два пати зборев многу за Европа, се не сакам да ја спомнам. Слободно, ова си е подкаст, не гледам ништо лошо што зборуваме. Кога имаме ние госпожа како Каја Калас, што користи двојнот аршин, како сега double standard што го користи. Во секојдневните, да кажеме, бизнес дилс и надворешната политика на Европската Унија, каде од една страна забранува импорт на природен газ и на бензин и на тоа од Русија, а го купи од Америка 3 пати поскапо, а сега во ситуација каде пак зборува со Русија, ама во сенка. Да не слушат другите дека сум зборела, затоа што ја пред 3 месеци сум излегова со новата стратегија. Тоа е лицемерие. И сега кога символот, бриселско, кога во Брисел, значи човекот што ја представува надворешната политика на целата Унија прави вака, што очекуваш од тие што се на помал ранг. И ова се многу хаотична. Дури мисламе во еден дел разластена од фон дер Лајен, она нека. Ама видите, ова порано ама денеска против незе, Кипар против незе, Полска против незе, Чешка против незе, Словачка против незе, почнат целите европските држави да гласат се против незе, сакат да ја тргнат. Па тоа е отсуство, дефицит на лидершип во Брисел е тоа. Ма тоа што доведува Европа во таа ситуација. Да. Така да. На крајот многу мудро, многу добронамерно предлагаш во твојот есеј и на Бугарија и на Македонија взаемна почит, дури така заокружена со доброволна соработка, и можам да ти кажам дека тоа ти е многу хумано, тоа ти е така многу добронамерно, иако ова доброволна соработка ние ја имаме на културен план, на уметнички план,
нашите поети, нашите писатели, нашите уметници, нашите културњаци, оперски певци, театри, на многу високо ниво соработуваат со соодветните институции на Бугарија. Политиците, се употребувам нивни израз, политиците нивни сето тоа го поништуваат кога ќе кажат дека ние сме вештачка нација, кога ќе кажат дека нашиот јазик е таков и тако, дури не сакам да го кажам, и едноставно ја утнуваат работата како кравата, канчето со млекото го собира и потоа го разлева. Шо мислиш, дали ќе допре еден ваков хуманистички, ваква хуманистичка порака до нив дека без заемна почит, право нема брак, второ нема однос родители-деца, трето нема однос со пошироко семејство, во комшија, лукот, во малото, во државата. Еве пример, опозиција, позиција во Македонија, нема заемна почит. А ти ни го предлагаш тоа да си го решиме проблемот со бугарите, што мене многу ми се бендисува, да ти кажам. Се што правиме? За мене е 102,5% прифатливо. Тврдам дека најголемиот дел од македонскиот народ размислува како мене, бидејќи јас сум човек кој шета нонстоп по градовите. Проблемот е кај другата страна, кај бугарите. Да. Кај политиците бугарски. Мислиш политичарите? Да, политици, малку саркастичен сум и така, ајде да не кажам. Видете, ова е, знаете како, јас, ако одите, значи ако знам дека има еден збор, вас ве нервира, тебе те нервира, ја одам да ти го кажам и прв пат, и втор пат, и трет пат, тоа стана збор тука за селиаризмот и за домашно воспитување. Јас многу... Како селиаризмот, салиери мислиш? Или? Не, мислам за селјак. Добро. Се извини вака што го кажам. Не, Уазурно што да кажам, ова селјак, селиаризам. Да. И сега, тоа е селиаризам и дефинитивно е не домашно воспитување. Тоа точно. На сите нивоа имаме многу и супер соработка со особено на културниот, на ниво на култура, на ниво на поезија, песни, вагби, ма не само тоа, на ниво на земјоделие, на ниво на одредени инфраструктурни проекти под одредени европски програми, да не генерализирам. Ма дури го имаме тоа разбирањето дури на нивото на да кажеме, неофицијално, со купувани коли со бугарски таблици од Бугарија, фирми. И со се. И јас лично, ја многу сакам да одам во Бугарија, иако сите шо, јас сакам да одам, ја многу ја гледам и фасинантна, особено дел што е нашиот дел таму. За мене многу фасинантен е по неговата архитектура, можеби. Ме мислиш дека народот е многу нормален, на политиката им е малку однесена? Многу нормален, затоа што јас одам со кола со скопски таблици, ја не одам со кола со странски таблици таму. Сакав да кажам дека и таму гледам дека луѓето се не сум имал тој проблем на народски ниво, да кажеме, на народ. Кога одам таму, дури не пеат и песни во кафани кога се. Така да мене ми е пријатно кога одам, не сум имал ова. И тоа можам да констатирам нешто, дека има тука задната, да кажеме, политичка намера во овој процес, затоа што ако народите не се мразат помеѓу нив, ако еве на ниво на култура, на музика, на ова, на ниво на да кажеме економија имаме некаква соработка и тоа само да кажеме политичка приказна што си ја терат за нивни причини. Едни од тие причини дека они немат веќе народ таму. Сега не знам доколку наша публика е свесна на вистинскиот број на Иселени се ненормално. Да, на бугарите што живеат во Бугарија многу поголем проблем кај нив од колку кај нас. Они им одговара да имат народ плюс. Најдобар народ што би бил за нив да го освојат, да го земате македонскиот народ, демек по таа по тој наратив дека најблизо. Тоа е финтата со пасошите. За да не земат. Да. А тие пасоши се во Лондон, Париз, Швајцарија, Америка, Австралија. И тоа го направиле во Сирија и во Либан. Затоа е битно да учиме ние од другите држави и како се митигира или како how to mitigate that во такви услови како ние што ги имаме тука. И тие нивните причини, они ќе се настрадат од друго, они демографски се загрозени многу. Од другата страна, они се експоз на другите влијани од другите места таму кај нив во ова, и има третата и та последната опасност што не тема на разговор денес, само врзана со, да кажеме, геополитичките промени што ги збориме ние на почеток, што
значи, ја има уште вистинската битка помеѓу Бугарија и Србија, таа не е завршена. То проследува. Да. А ние сме... Они најавува дека на србите ќе прават поголеми проблеми во евроинтеграциите отколку на македонците. Јас тоа го знам. Да, така да, ние сме колатерал, ние, значи уште филмот не почна. А ова доваѓањето на власт на Радев као човек на Москва, не сум сигурен колку е окей таа работа, ама народот се го избра, молим лепо сега, демократијата го подразбира тоа. Да се надевам дека ја не сум во право моите мисли за воиднина дека нема да се остварат. Види тука кај нас, ние имаме тука гениална влада, имаше, функционираше во Македонија, после народот излезе, кажува, доста ми е више со гениалноста. Така гениалност, благодарам. Ја го кажувам гениалноста, затоа што имаме 4-5 штети што сме ние денеска го доживо, едни од нив е трговските марки, благодарение на ваков договор што беше подпишан со Да. Тоа немој, тоа ќе ни треба уште еден подкаст, бидејќи многу сме неправдани на тие светските изложби, саеми, нон-стоп грците, видат збор Македонија, одма реагират и тоа е жално на ракометни утакмици кошаркарски, така да не сакам за тоа да зборувам. Ради, јас колку знам за ден-два имаш некој јавен настап, мислам во Порта Македонија имаш симпозиум ли, јавна трибина ли, слободно кажи ни која тема е, гледачите да знаат и со што се бавиш, како се бавиш, на што си фокусиран. Утре, значи утре е настанот во Порта Македонија во 11 сабајле сме. Да, ние секој месец правиме јавна трибина на одредени теми, што тие теми се сметаме дека се битни, утре ќе биде околу корупцијата, дали има завладењето на право. Рак раната наш, канцерот. Да. И ќе збориме за тоа. Убаво во овие јавните трибини што ги правиме дека некако знаете како убаво во држава да функционира, да има диалог, да има муабет да се прави. Само така ќе дојдеме до разбирање и ти што велиш ова внатрешна кохезија. Да. Јас ви кажам, се приближиме. Ние дури во нашите последни две настани се доаѓале исто од источниот камп, се доаѓаат и се слушат, и тоа беше чудно да ставаш на Америка и Кина и Русија и европските држави во истиот настан, а слушат тема, особено дека последните теми биле и за надворешна политика за Македонија, другото беше за војна во Блискиот Исток. И на крај излегуваме со некакво согласување помеѓу сите, и тоа беше добро што излегува на дискусија. За жал, уште имаме тој политизиран, да кажеме, момент каде не прифаќат, например, од опозиција да дојде на емисија да збори. Не, тоа е воспитување, отсутство на култура и на политичка култура. Тука тешко ќе разбереш. Не знам, ама сакав да кажам, треба да има моабет, треба да се разговара. И сега кај нас нема коегзистенција, нема детант, попуштање. Пред 50 години тој израз беше. Не знам, ја мислам дека има и слобода човек да зборува, да. Не, тоа е друго. Зборам позиција власт. Не сега да присуствуваат наистина настани. Видите, на држава и треба и здрава опозиција. Не може најздрава. Да, за да може државата да оди напред. А ние, за жал, немаме друга прилика да може да се седи и да се дискутира на одредени теми, освен преко вакви трибини. И затоа ние ги сметаме дека се битни, и затоа секој месец правиме теми што се многу интересни за народот. Од 2018 јас правам такви трибини, не на месечно ниво, ја годишно 1 до 2 правам. Тематиките повеќе ми се внатрешни од типот на јазикот, името, идентитетот. Првата ни беше возможен ли Рацин денес, 19-та беше. Браќа Миладиновци, една книга сега ќе ти поклонам, ќе видиш, и така натаму. Ти малку поширок контекст ги правиш, посовремени се и може да ни помогнат. Сега дека може, ние особено, ние се надеваме, очекуваме ние да имаме и од соседните држави да дојдат да бидат присутни во ова. Значи, не само Европа, Америка, Кина, тоа, Русија.
Ние сакаме и соседните да бидат, да слушаме затоа што многу проблеми во светот се решаваат на ниво на grassroot, на ниво на знаете, доктор со доктор, бербер со бербер, комшија со комшија. Да, не може да седнеш и академикот таму со берберот тука. Треба на ист јазик да се разбира. Соработуваат они. Само политичарите не соработуваат, 95% вина на бугарската. Да, ма ја ви тврдам дека на целиот овој регион, ако на секој од него, без разлика на економската состојба на Европа, на секој ќе му даваш 5000 евра плата месечно, некој нема да се занимава више со... ма треба да се стигне со економски раст и развој, за тоа треба работа. Он ти коче економски. Да, блокади ни прават, сакаш грците, сакаш бугарите, едните во материјалната сфера, другите во духовната сфера и така. Ма знаете како ве контенер да носите во Блиски Исток од Македонија? Од Грција, од Тесалоники до Джебел Али во Имаратите, ќе кошта $700. Ама за да стигне до Грција ќе кошта 1500. Па видиш, убаво тоа се го скрозирал. И сега, да, и затоа треба они да разберат дека и нашиот развој, нашиот напредок е од нивниот надбор. И тоа значи исто напредок за нив. Ова го зборев еднаш исто во друга емисија. Ние имаме една анализа многу битна. Знаете, 3 мориња, сте ги читале тоа што во надвор. Ние направивме 4 мориња и една река. Ја направиме тука. Дадовме толку важноста или битноста, како се вика, на коридорите што ги прават моментално 8 и 10 и колку тоа служи не само, значи, фативме аспектот од одбрана, или од, да кажеме, безбедносен аспект на мобилизацијата на армиите од исток до запад и од север до југ, до економскиот дел, до, значи, го анализираме од различни аспекти и секако дека одговара, значи, ја да бев Бугарија и јас ке ги се го финансирам целиот коридор, без пари од Европска Унија, ако си сакам мојата држава да се напредува. Исто за Албанија, за морето. Знаете каков пристапки има со сите тие мориња? Да. Албанија учи полека, малку се трансформира, мај да не ја урочиме. Ај полека да привршуваме вака. Ај се малку приватно некои работи сакам те прашам. Ја недоволно те познавам, ама вака осеќам дека сме на некои слични фреквенции. Ти се свиѓа ли животот во Македонија, кажеш? Да, животот во Македонија е супер. И тој дел исто нема да се го разбират, кој нема, да кажеме, и пак дефиницијата на живење надвор е многу широк контекст, или да кажеме широка тема што не може не можеш да ги убедиш македонците, да кажеме, затоа што имаш дел од македонци што оди на туризам во странство и се враќа и верува дека тоа што го видел во туризам, тоа е животот. А има дел од македонците, или од србите, или од балканци, или од било што и од африканци некаде ги изборам сега. Ти одат, например, ама кога сакат да живеат во младите години, ти кажат, јас сакам да живеам во Париз, сакам да живеам во Фош во Париз, не ме интересира и да спием во еден студио од 10 квадрати, ама сакам во Фош да сум. И нормално, он гледа само тој дел. А не знаате дека... колку е тежок животот во Париз? Ја тежок. Без престанка одам 45 години и приватно имам роднини таму и службено дека бев во воздухопловство 25 години. Животот во Париз е многу тежок. Многу тежок. И сега, кога од другата страна, јас си гледам, и сега не е убаво така да го кажам. Слободно. Не комоцијата, туку, знаете како, убаво ми е, затоа што... Тоа сакав да го чујам. Убаво ми е. Дали ти е убаво или не ти е убаво? Сите мои блиски, добро, еве може, ако не е точно, ќе го кажат тоа одма. Ја прво не сакам и не прифаќам тој делот што ви кажам, робството на системот, тоа што се изразува и се доживува дури во аеродром, кога стигнеш во аеродром ти стават овие железни, треба да одиш пешки помеѓу нив како змија вака, како човек да е овца. Каде порано кога патуваме и се излегуваме од авион, се пушеше внатре цигара. Тоа ми беше најтешко кога бев да ти кажа. И сега тие змиолести одења. И сега ние за да одите, на пример, еве до Италија, што е сат и пол лет. Вие треба да одите 3 сати пред тоа во аеродром и да седите таму 1 сат после тоа. И сат и пол и стана многу тешко ова. Ја не можам веќе. Јас сакам да се патувам со кола, не сакам да се патувам со авион и за други причини. Слични сме и по тоа. Јас сакам со кола. Да, и вториот дел е сега комоцијата што мене што не знам да ја изразам, ама ке каеме за овие денови.
кога Урсула фон дер Лајн се водушеваше многу кога била во Истанбул. Она има дори тоа на YouTube, може да го најдеш. Како беше фасинантно за незе. Знаете што и беше фасинантно? Дека Истанбул работи 24 сати. Многу касно открила. Да, дека работи вечер. Она не го осеќа тоа во Европа, затоа што Европа стана стерилна. Па турците така напредна, така исчекор направија, да работејќи 24/7 работејќи. А сега не буквално треба да работиме тука 24/7, ама сакав да кажам, во Европа сега зашто не? Човек да умира, после 5 не, можеш да умираш во текот на ден затоа што нема кој дури на погреб да те носи. И сега ова е вистина дека така. Целата Европа стана стерилен место. И сега не збориме за местата каде Пјаца Навона и Фонтана ди Треви во Италија, не збориме за местата што се заживени, не туристички места. Не можеш ништо да купуваш после 5 попладне. И ние полека, тоа е благодарение на прошлата влада, што не затварале се тука во 6 или не знам во колку сат, се затворено. И сега они не знаат тоа какви импликации има. И кога го зборуваш со луѓето ти кажат, па ти како луѓето ќе се одмарат. Веќе ти кажам како да се одмарат. Ма се видува психологијата да не влезе. Господин, има денови, значи тој што живел во Италија знае, понеделник во Италија фризер не работи, затоа што работи во недела. На време така беше. Автомеханичари, значи има секој професија се работат одредени денови и се земат одмор другите денови. И сега ова е по такво социјалистички начин што сакаме повеќе денови неработните денови. Гледај денеска во недела што се случува во Скопје. Ако не си купил, годината имаме најмногу неработни денови. Да, ама ние во сабота, ако не купиш на враќање дома, ако не купиш сирење или тоа што сакаш да го купиш, во недела ќе умреш од глад. Тоа е истото како кесите. Тоа сакав многу да го спомнам, не можам да го спомнам на телевизија. Ама сакам тука за тие пластичните кеси. Значи јас од кога дојдов во Македонија, Тинекс имаше пластични кеси, беше $1 една кеса тогаш. И сега они шо генијалци направени за да бидеме дел од таа, не знам што прават во зеленото, тоа не разбирам тоа. Они ги сечеле ушите на кесите. Како се вика местото каде ги фатиш од раката. И стана кесата ваква флет. А во маркетите што се рачунат како по мали, како кам, например, они ги намалувале и кесите на тие каде можеш желе. Значи, не можеш да ставиш повеќе од 4 компери во една кеса. Бизниси направија, да ти кажам. Ама да, многу бизниси направија, не изиграа, ќе ги повлечат, а фактички се вратиле пак 10 пати поскапи не ги дадоа. Да. Ајде што те прашам кога дојде до храната. Значи не ми дава на кесите да зборам. Не, кесите не изиграа и се нервирам што не изиграа. А требаше да ги отфрлат. Ти се бендисували македонската кујна, кажи? Македонската кујна, ја сите што ме знаат дека јас од кујна не излегувам. Кулинарсите бива браво. Не, сакам да годвам и сакам да јадам повеќе отколку сакам да годвам. Но ја мислам дека треба да се го носат малце на next level. И тука може многу гледачи да се налјутат од тоа. Ама храна е прашање на вкус. Да, значи, ма и стил на живот и све. Да не биде дека промовирам јас бурекжилници во Македонија, ама јас одам во една бурекжилница сега што прават бурек 4 формаджи, например. 4 сирења. Да, 4 сирења. Сега они не стават горгонзола и грана и тоа, друго стават, а многу убаво е. Така да сакав да кажам, македонската храна е супер, ама треба да се прави апгрейд на незе малце. Брендирање. Зошто? Еве ќе ви кажам нешто ми смета мене многу. Каде има ресторан во Скопје за традиционална храна? Има ретки се. Еве горе во етно село, а треба се на секој чекор. Ај вака сега. Раби, треба се на секој чекор. Одиш во Грција, извини вака, одиш во Грција. А во провинцијата многу поиѓа. Ќе те носам некој пат. Да, ама тоа сакам да го кажам и да го многу да го во Делчево те носам да видиш што е храна. Не, таму има, ја ви зборам за Скопје. Во Грција нема место каде одиш и бараш да пиеш елинико и не те дават. Така се чува, да кажеме, традиционалното. Во Македонија... За мене Турција е врв по којна храна. Не, ама зборувам... Сум го прошетал цел свет. Турција е врв. Ама зборувам ние што треба ние да правиме. Ние треба малку повеќе се ја цениме кујната. Ние треба, кафето, да се враќа кафето наш во Гезвето. Што прават другите македонско кафе? Македонско. Некој го вика турско, ја го викам македонско. Кој ме знае мене, ја го викам македонско кафе. Сакам во Гезве да се направи. Има разлика. Турското се прави со вриена вода, македонско се прави со ладна вода. Све знам. И има и босански начин. И со ратлук. Поентата беше
зошто јас да не си го чувам мојот? Еве, кафето и во сите кафичи ке нудам овој. Сега има и со автомати се прави. Не треба нема како американо, капучино и не знам што се. Ако тоа кафе ке не влеземе еден ден во подкаст посебно, затоа што кафе има 3 методологии да се прават. Сега зборуваме, македонско кафе на прво место треба да има. Видете, има 3 методологии за направење на кафе. Методологијата на Алфонсо Биалети, на Гезвето, што е окей, методологијата на Алфонсо Биалети, методологијата на филтер кофе на фактички не американско, тоа е италијаните. дач, холандјанско потекло, Зошто ја знам Италија дека они го прават на Италија први. Можеби, окей, добро. Алфонсо Биалети. И сакав да кажам, одбери било која методологија сакаш да го пиеш кафето, ама не го откажи од твојот. Ја кога ви зборам за македонски ресторани, ја не ви зборувам за кафаните што ги знаеме ние 20 во Дебар Мало, каде служат македонска кујна. Јас сакам да влезам во ресторан каде е типичен македонски ресторан. Тоа значи тоа што е внатре облечен нешто слично на македонското, да кажеме. Све брендирано македонско. Македонски ресторан, затоа што кога ќе дојдат туристи тука, нема ништо. Таа политиката на затварање рано и таа користам шанса да не беше секој така. Знам. Рано не беше така. Знам, ама сакам да кажувам дека само да знаеш полека се вртат работи, деновиве 2-3 пати бев во Скопска чаршија, се враќа духот. А ја го знам духот од 80-тите години, од 90-тите години, се до 2001. Полека се враќа животот. Да, ама за да се враќа животот, треба град Скопје да форсира, не може да форсира ништо, ама да препорачува на продавниците, не затварајте до 5. Па така и треба. Ево новиот градоначелник да го поздравиме и нека направи нешто. Не, добар е. Добар се работи. Кажи ми, реков ова е приватно, интимно. Македонските тестенини, зелници, баници, дали ти се бендисуваат? Ја не знам сега што има врска прашањето, ама сега јувките убави се. Да видам како, исто и тоа е тестенина. Јувките е тестенината. Понекогаш е тоа е повкусно од надвор. Мајка ми мене ми се повкусно од макароните и шпагетите. Мајка ми кога доаѓаше тука многу сакаше со македонскиот барашно да прави своји тестенини. Затоа што биле многу вкусни, многу убави. Не и се допаѓа лебот од пекара. Зависи од брашното. Да. Селскиот леб е гениален. Ама кога она го прави убаво. Со бело брашно. Да, го прави убаво. Ама сакав да кажам, треба малце пакеджинг, финишингот. Финишингот исто како проблемот со Бугарија. Да не биде како го изложиш, како го нудиш, како го правиш публицитет за него. Не можеш да правиш публицитет во 2026 користејќи начин од 19 век. Значи, кај нас дека не го знаат законот на публицитет, а ја во мојови книги пишувам за тоа, кај нас PR, public relation, не, публицитетот е нешто најнова категорија, кај нас многу малку е присутна. Добро, Раби, ајде полека да завршуваме, започеток и не беше така малку, јас сум задоволен од разговорот, за тебе не знам, публиката ќе се окаже своето. Ние покрај информативен подкаст, ние сме едукативен подкаст, а ти денеска беше бога ми бајање едукативен. Кажа некои работи за нашето гледалиште, за нашите луѓе. Ја мислам дека дај Боже да се прифатат, ама од страна на политичарите мислам ќе ја пркниме работа, пркне ќе ја напредниме работа. Ја денеска успеав само 3 книжулиња да најдам од мојот и ветив нешто за избори, а дома немав, ама ако ќе идем у кафана, ќе ти набавам книгите за избори што ги имам дадено. Денес вака, прво ќе ти ја кажам оваа книга, јас сум ја издал, не сум јас автор, Македонското народно творештво, показалка на степенот на умственото развитие на народот и огледало на неговата душа, станува збор за браќа Миладиновци и новите погледи на Наташа Котлар Трајанова, Валентина Христова Миронска, Лидија Гушевска и Бранислав Светозаревиќ. Тоа е една од првите трибини што ја направивме некаде 19-та година, издадена е преку невладината организација што преку која издавам ја од време на време книги, и овде има нови моменти,
ти користиш израз нова перспектива, нов начин на гледање и некои нови работи за браќата Миладиновци кои го дале семето на македонизмот. Кеф ми е да ти ја поклонам. Се, овие се мои две книжулиња, Вселена на брендови, има овде кампањи, има овде емоционално брендирање, ова ми е книгата Амбасадорче, на другите 4 кои дополнително ќе ти ги дадам, а тоа се бренд концепти, основната брендинг и 360 степени брендинг. Повели го Амбасадорчето, ќе ги подпишам да завршиме емисија, не се кирај. И првата книга што ја напишав, кој видев колку многу малку знам за брендинг, одлучив прво јас да се образувам, па собрав едно 500 и кусур изрази за адвертайзинг, за public relation и за брендинг. И го напишав толковникот, ми помогна од Стопанската комора Бранко Азивски, мојот пријател, го издадовме и сега фалбата е раѓа, ама ова е единствен ваков толковник во Република Македонија, издаден 2014 година. Еве овој ти го поклонувам, Раби. А дали сакаш нешто за крај да кажеш, да порачаш, мене на публикава, како се чувствуваше, да не сгрешив нешто, повели. Јас сакам ние да правиме свој македонски бренд, тоа сакав да кажам. Ајде, повели. Еве го, да создаваме сите свој македонски бренд. Да го имаме ние. Има секоја држава во свет се нашле една работа и ја перфекционизира и станува најдобро во таа работа. Ние исто треба да правиме. Не можеме секогаш да чекаме некој друг да ги решава проблемите за нас. Гледаме толку е од, да кажеме, сегашната гарнитура во Европа. Не можеме да чекаме ние додека дојде другата гарнитура. Треба да ги превземеме работите ние и да почнеме да работиме. Ке треба пак да поружиш рака на опозиција, треба пак да поружиш рака на Бугарија, треба пак и да се продолжи да прави тоа со итрина. И исто време мудрост и да креираме нашиот левредж, што може да го користиме и само во позитивно, дај Боже, само за да може да затоа што на крај ви кажувам, нашето обстоењето и нивниот добро е од нашиот добро, или како се вика обратно македонски. Ние ако сме добри, ние ќе ги појачуваме нив. Другите. Да. Така да им одговара нив, ние да бидеме добри. Раби, фала ти за добрите мисли, фала ти за позитивната енергија, фала ти за добрите поуки. Знаеш, не сме толку тврдоглави и мислам добар дел од ова ќе го прифатиме и еве, ајде сите да сме иницијативни, сите да сме малку креативни, да си ја брендираме Македонија во целост. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Се надевам од денеска почнуваме една добра соработка јас и ти. Ете, се запознавме кога се запознавме, ама како беше ова, никој пат не е касно за добра соработка, искрена и добронамерна. Уште еднаш ти благодарам. Благодарам. Уште гледачи, тоа беше подкаст Радар, тоа беше мојот гостин Раби. Се надевам дека и во некоја друга прилика, некаде на есен или при крајот на годината ќе се видиме пак, каде што ќе констатираме дека имаме некоја нова ситуација, дека Македонија е многу поблиско до Брисел и дека Македонија ги решила проблемите горливи што ги има. Ви благодарам за вниманието, се гледаме во следната емисија. Довидување, секое добро и да сте ми живи и здрави.